Деновиве се актуализира едно прашање околу поврзано со кинотеката на Македонија. Со таа цел го имаме тука филмологот и директор на оваа институција Владимир Ангелов. Инаку што се однесува до актуелноста, овој пат не е никаква кинотечна програма по која обично се препознава оваа институција. Тука е во прашање нешто друго. Нацрт програмата која ја предвидува националната стратегија во наредниот период, има еден оддел за заштита на аудиовизуелното наследство. Тука кинотеката стои со побарувања или потреби кои се однесуваат на заштита на филмот во Македонија на еден нов современ начин. Значи, побарувате дигитализирање, побарувате нов кадар и се тоа со цел да се архивира и депонира сето тоа што е снимено во минатиот период, кое го предвидува и самиот закон. Но зошто токму сега и во оваа програма е наведено ово? Значи, во последниве генерално 10 години Бидејќи се појави еден нов тренд во Македонија на финансирање алтернативно овако на филмски продуценти и разнородни филмски дела. На што сметате кога велите алтернативно финансирање? Па тоа е алтернативно, значи затоа што тие материјали не се финансирани директно од националната телевизија, да речеме, од другите приватни телевизии во Македонија, туку се финансирани од страна на агенции или директно од владата со посредство на некои други продуценти. За да биде појасно за гледачите. Значи, за да биде појасно за гледачите се работи за некои конкурси на кои што учествуваат националните телевизии во Министерството за информатичко општество и за тие значи проекти им се одобруваат средства. Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги член 92 и стои дека јавниот радиодифузен сервис е должен во рок од 15 дена од денот на исплатата на доместокот на кинотеката да ја достави копија во највисока резолуција, во максимална резолуција со која што е снимено филмското дело. До сега ниеден од овие продуценти кои што користеле буџетски средства, значи на Република Македонија, нема доставено копија од тоа што го завршиле. За колкав период зборуваме? Овој тренд колку време навазат се случува? Кинотеката нема ни увид во тоа што е снимано по овој пат, пат на овие конкурси. Претпоставам дека конкурсите се јавни, меѓутоа тука се повеќе конкурси треба да се најде, да се види. Конкурсот не претпоставува дека е аплицирано и одобрени се средствата, меѓутоа тоа не значи дека средствата кои што се одобрени биле наменети за тоа што е конкурирано. Значи, не мора да значи дека филмовите кои што добиле во конкурсот се снимени. Има милион такви филмови, не само по овој пат, туку и во Агенцијата за филм Тијана добро знае за тоа дека има филмови кои што дошле до некоја фаза, меѓутоа после тоа прекинале да се финансираат и не биле реализирани. Се однесува за филмови кои што филмски материјали, дали се тоа серии, документарни филмови и слично, кои што се финансирани од Министерството за информатичко општество. Така, дали законот предвидува кинотеката има обврска заради самата заштита и архивирање на овие материјали, или меѓу другото на тој начин се води некаква па и евиденција за тоа што е снимано? Или и двете? Па и двете. Да. Значи, генерално кинотеката дали тоа е единствен начин за да се направи некаква евиденција што се е снимано со државни средства? Значи, општо, сите филмови што се снимени од буџетот на Република Македонија, така стои во Законот за аудиовизуелна заштита, треба да дојдат во Република Македонија, треба да дојдат во кинотека на Македонија. Значи, ние ги чуваме. После тоа, кој ќе ги анализира? Како ќе ги анализира тие филмови? Каква се обработка ќе добијат тие филмови? Тоа зависи од јавноста. Значи,
хубаво би било да се направи една социолошка анализа што е снимено последните 5-10 години. Ние кинотека немаме увид во тоа што е снимано. Немаме конкретен увид. Дознаваме некои работи од медиуми, од ова, од она, меѓутоа немаме институционално, ништо немаме добиено. Порано имаше една... Ете, вие сте сега начело на оваа институција, меѓутоа сте веќе 2 децени вработен во оваа институција. Еве, јас ќе ви кажам како можете било... да направите разлика во минативе 10 години пред тоа. Ќе ви кажам како било тоа порано. Да. Порано Агенцијата за медиуми се викаше Совет за радиодифузија. Советот за радиодифузија распишуваше конкурси. На конкурсите се пријавува приватни продуценти, адхок, регуларни, не знам, автори, телевизии, така, да биде појасно, значи, тоа е игран филм, документарен филм, краткометражен филм, значи, они конкурираа со тие проекти, комисијата во Советот за радиодифузија ги одобруваше проектите, им обезбедуваше средства да се реализираат проектите и после тоа, на иницијатива на кинотеката, и лично моја еве, морам да признаам, Советот за радиодифузија доставуваше по една копија од сите тие материјали снимени во Кинотека на Македонија. Значи, тоа тогаш не беше дигиталната ера се уште навлезена, материјалите ги добивавме на бета СП касети и се уште ги имаме и ги чуваме сите тие материјали од Совет за радиодифузија. Кога Советот за радиодифузија се трансформираше во Агенција за медиуми, сите тие материјали, значи кои што оригиналните, не овие копиите кои што ги има кои што претходно ги добиваше Кинотека како еден вид бекап, ние ги добивме по дефолт. Значи Кинотеката е единствена установа која што чува филмови и филмски материјали според законските прописи у Македонија. И тоа не е толку важно. Значи, законите, според мене, и не се толку важни, има тука некој морален аспект. Значи, дали она што се снимало и се снима и е релевантен филмски материјал, за што се одвоени буџетски средства, треба да остане и да се чува во... Кај било? Еве, нека не биде тоа и Кинотека на Македонија. Меѓутоа, Кинотека на Македонија ги има основните елементарни барем услови за овакво. Сега, на страна можам да ви кажам дека има одлични услови за чување на филмови и филмски материјали. Значи, имаме место за чување на филмска лента, меѓутоа имаме и депоа каде што можеме да ги чуваме овие дали се тоа магнетни или дигитални материјали. За дигиталните материјали имаме барате сторидж. дополнителна некаква упрема, значи тука е предвидено дека треба да се набави можеби и дополнителен кадар да се обезбеди. Нашиот сторидж, тоа се значи систем за чување на дигитални материјали кои што постојано ги обезбедува филмовите е релативно мал. Значи тоа се 30 на терабајти. Значи, во кои што, еве, последниве 4-5 години се снимаат филмови исклучиво на дигитална техника. Значи, тоа многу брзо се полни. Така. Затоа што ние генерално и немаме увид, меѓутоа претпоставуваме од ние наши неелементарни некои согледувања дека се работи за една многу голема количина на филмови и филмски материјали, претпоставуваме дека ќе треба најмалку значи што ќе треба да се направи е да се обезбеди сторидж за чување на сите тие филмови. Вие сметате дека сепак продукцијата е многу поголема од тоа што вие воопшто сте добила како материјали во институцијата. Ние до сега кој треба тука да реагира? Кој треба нешто да превземе? Значи ние до сега немаме. Дали сте вие надлежни да превземете нешто? Дали ние треба да дадете апел или како ние до сега немаме ништо добиено. А еве законот пропишува и глоби во износ од 3 до 5.000 евра и слични. Значи предвидена и казна за ова. Да. Значи меѓутоа ние се уште немаме добиено ништо, или продуцентите и радиодифузерите кои што го прават ова не се запознаени со законските прописи или го игнорираат или свесно си го игнорираат овој факт. Што може сега да се превземе? Генерално тоа нив ништо не ги чини.
Значи една копија дигитална да се достави во кинотека на Македонија, колку би можело да кошта еден хард диск од 500 гига, не знам, 2000, 3000, 50 евра. Сем тоа се смешни пари овака за еден радиодифузер или продуцент кој што потрошил за самиот филм десетици и повеќе. На крајот на криштата тоа може да биде предвидено како ставка во самата продукција или дистрибуција на филмот. Тоа може да биде предвидено. Добро, доаѓаме до фактот дека нешто е евидентирано како такво, значи нерегуларност, непочитување на закон, ево прашање на крајот на криштата, дали вие ќе превземете нешто или има други надлежни институции кои треба да превземат нешто околу ова? Значи од оваа ситуација само прво да исклучам агенцијата за филм, односно продуцентите кои што конкурираат во агенцијата за филм, каде што се многу чисти работите најчесто и таму доставуваат копија. 100% доставуваат копија затоа што тука се поврзани некои услови финансиски, они не можат да ги реализираат средствата додека не достават копија во кинотека и кинотека тоа треба да го потврди и да го провери квалитетот на копијата и материјалите кои што доаѓаат заедно со копијата. Во однос на она што ние го правиме, јас сум, да речеме, нема ни 3 месеци, може би 3 месеци, веде директор на Кинотека на Македонија, веќе е потегнато. Значи, веќе е потегната оваа иницијатива. Со самото тоа што овие работи и овие насоки се вметнати во нацрт програмата, нацрт стратегијата за култура за периодот од наредниве 5 години, 18-23, доволно говори дека постои некоја свест сето тоа да се депонира во Кинотека на Македонија. Нормално ние не застануваме само тука и имаме намера да реагираме до сите надлежни институции кои што го имаат некоја оваква кои што се дел од овој процес. Финансирале или ете така. Да, може да адресирате продукции, може би на крајот на криштата ќе треба ние не можеме до продукциите затоа што ние не знаеме. Последната неформална информација беше дека има околу 70 на продуценти во Македонија, а мислам дека и толку телевизиски куќи што локални, што национални се во Македонија. Ние генерално и не знаеме кои се продуценти и радиодифузери користеле буџетски средства за реализирање на некаков производ, каков и да е, визуелен. Да, баш каков и да е. Сите бевме информирани пред известен период, можеби пред 2 години, дека беа во подготовка Хавзи Пашините конаци, каде што треба да бидат да се направи еден оддел за заштита на кинотичниот материјал, кој беше во градба и така натаму. Затоа малку или воопшто нема информации во изминативе 2 години. Дали може да ни кажете до каде е тоа и што точно таму се случува, со оглед на тоа што станува и таму самиот објект е под надлежност за заштита на културно наследство? Дали ви имате информации зошто е тоа стопирано, дали ќе се продолжи со тој проект кој беше реализиран, иницииран и делумно веројатно реализиран од самата кинотека? Да, генерално иницииран и реализиран од самата кинотека. Со Хавзи Пашини конаци малкуцка се поделикатни работите, затоа што Хавзи Пашини конаци, како што и ти рече, се споменик од профан карактер од 19 век и како таков се заштитени според законските прописи за заштита на културно недвижно културно богатство во Македонија. Кога тоа беше во подготовка се крена многу прашина околу тоа дека тоа е на иновација на кинотеката. Пашините конаци, дали е потребна кинотеката има направено еден проект за обнова и ревитализација на Хавзи Пашините конаци, во кои што се предвидени разни елементи, не само филмски, туку и некои странични елементи, као предвидено е кафана да има таму. Не знам, предвидена е летна сцена, предвидено е музеј да има на филм. Тоа е еден многу амбициозен проект. Не сум сигурен дека е до крај изведлив,
Јас сум доста скептичен во однос на тој проект. Не мислам дека е тоа Приоритет или потреба на кинотеката како институција? приоритет. Хавзи Пашините конаци се приоритет на кинотеката, односно филмовите кои што се чуваат во Хавзи Пашините конаци. Меѓутоа, Хавзи Пашините конаци како споменик на културата треба да биде заштитен од страна на други институции. Ние треба да се грижиме за филмовите. И сега, тоа е еден комплекс кој што овакво... Да, го отворив ова прашање. Овој проект, еве, јас искрено и не само овака во оваа прилика ќе кажам и постојано велам дека тој проект ми е преамбициозен и тој проект ќе генерира една нова институција. Значи, тоа нема да биде веќе кинотека од оној тип кој што ја познаваме, туку би се изродила некоја алтернативна институција. Како сродна институција, мислите нешто на како кинотеката? сродно на кинотеката, меѓутоа кое што нема да ја биде цел и приоритет чувањето, заштитата и грижата, прибирањето на филмовите, туку е една сосема друга институција. Во некое идеално општество, од кај да знам, можеби е и тоа остварливо, да речеме. Сега велат дека музејската библиотечната дејност и заштитата на културното наследство има најмногу настрадано во изминатиот период, дека таа културолошка слика е градена преку некои други амбиции, како што беше проектот Скопје 2014, како што беа Македонскиот театар како дел од исто така од Скопје 2014, и дека тука овие дејности многу се настрадани меѓу другото заштитата на културното наследство. Последни 90-ти години Да. приоритетите беа на една страна, јас се надевам дека тоа ќе се коригира и Градевме дека некаква историја за сметка на уништување на оваа која веќе Па ја историја имаме. не се гради, ја Да. имаш историјата и историјата си Така, се изградена низ согласувам. годините. Мислам, тоа е нормално, не можеме ние да изградиме за една година историја. Не можеме ни колективни сеќавања да изградиме иако сакаме и такви некои работи да направиме. Не е битно. Значи, мене ми е битно лично во однос на Бардовски конаци, зашто веќе и упатив има адресирано едно писмо до Управата за заштита на културно наследство, состојбата на самите ѕидини, значи крепоста на Хавзи Пашени конаци, кој што е во доста лоша состојба. Има таму некои споредни објекти кои што останале уште од времето на ЈНА, значи од пред 90-та година, кои што мислам, јас како лаик не сум стручен за статика на ѕидови или нешто слично, меѓутоа мислам дека може да го загрози и самиот објект. Значи, почната е некоја процедура, значи алармирани се институциите и се надевам дека тоа ќе се заврши. Во однос на филмовите во Бардовци, значи ја чуваме странската продукција. Тоа за нас е од второстепен значај, затоа што првостепен значај ни се македонските Отприлика за колкава филмови. бројка станува збор, за колку копии има таму? Па има 15.000 копии. Да, тоа е импресивна бројка. Па тоа е огромна бројка, имаме филмови на 16 мм, имаме филмови на 35 мм. Сите се тие ревитализирани, прочистени пред да бидат депонирани? Значи тие се депонирани таму и се чуваат таму. Условите за нивно чување не се идеални, меѓутоа идеални услови за чување ретко се наоѓаат во свет. Например, земете една француска кинематографија која што има по 500 играни филмови, не знам, 1500 краткометражни документарни филмови годишно. Замислете што би требало да се изгради за филмовите од последните, значи од 110 години кинематографија, па и 110 години кинематографија, да се чуваат во идеални услови, кои што претпоставуваат влага до 50% и температура до 7%. Го одвоивме ова како приоритет, всушност како тековна дејност на кинотеката. Ме интересира каков е интересот и таа меѓународна соработка на нашата кинотека со регионот, можеби, или понатаму.
Имаме ние постојано реви на филмови, тоа се веројатно во соработка со амбасадите во Македонија, кое се покажа како многу убаво и има и прилично публика, значи, за овие проекции. Но ме интересира конкретно институцијата, нашата кинотека, каква соработка има со кинотеките во регионот, кога станува збор, зборувам, дали има доволно интерес можеби за размена на некакви материјали кинотечни или организирање на оние проекции на наши филмови надвор кои кинотеката ги има правено. Дали во наредниот период е предвидено такво нешто, дали воопшто има интерес за тоа? Ние имаме овакво Еве гледаме тука одлични имаме материјали, одлична соработка со сите кинотеки и па и генерално филмаџи во регионот, не е тоа спорно. Но што се однесува до соработката, секогаш ќе тврдам, секогаш. Значи, и кога ќе биде идеална, па и тогаш ќе тврдам дека е недоволна. Значи, секогаш може поише и подобро. Да, затоа што вака станува се некако во некој локален натар. Пред некое време Сите ние се бавиме со нашите проблеми, а многу е важно таа е и членка на една Европска асоциација на кинотеки, така. Па и Европската и Светската да. асоциација на кинотеки, ние сме чести гости во Белград, Југословенската кинотека, се уште си го задржа Белградската кинотека името Југословенска. Они организираат еден фестивал кој што се вика Нитратен филмски фестивал. Не знам. Има разни иницијативи на кои што учествуваме овака регионално, доаѓаат луѓе од регионот кај нас, се запознаваме, инсистираме да правиме, да ја продлабочуваме нормално соработката. Еве сега 2018 година од јануари Бугарија ќе биде претседавач на Европската комисија, значи се надевам дека ќе имаме некоја соработка во насока на презентација на бугарската кинематографија, која што во последно време е исклучителна, и ти беше на отварањето на Битолскиот фестивал, кога го гледавме филмот на Стефан Командарев, Насоки, кој што ќе биде исто така прикажан и во понеделник, значи, на Синедејста. Значи, се работи за еден исклучителен филм, кој што разбрав дека на Бугарскиот национален филмски фестивал не ги освоил главните награди. Значи дека има бугарската продукција продуцира и нешто подобро од она што нас ни се сервира, да. И што ни се допаднало. Значи дека има материјал за презентација и тоа во континуитет постојано се прави тоа, да не зборуваме за филмовите од регионот, на пример, допираат до нас информации за косовските филмови, за награди Бафта, за краткометражни филмови кои што ги освоиле косовските филмаџи, кои што снимаат во регионот, работат тука и кај нас, значи дури има и копродукции на тој план. Па исто така и со хрватите со кои што лично кинотеката и Хрватската кинотека направи реставрација на два филмови од хрватски режисери, едниот е Ватрослав Мимица, другиот е Бранко Бауер. Хрватите пред 20 години, а и после тоа постојано филмот Тријани на Бранко Бауер, кој што е снимен во Македонија и во продукција на Вардар филм, го прогласуваат за еден од најдобрите, ако не и најдобар хрватски филм во историјата на хрватската кинематографија. Значи, имаме милион заеднички пунктови на кои што можеме да соработуваме. Се уште е близок овој период да ова прашање кое сакам да ви го поставам. Вие не бевте тогаш на чело на оваа институција на кинотеката. Чинам тоа беше пред некои 4 месеци кога имаш реакции на нашиот именитен режисер Милчо Манчевски, кому вели дека често му се случувало кога тој презентира дел од неговата дел од неговите филмови надвор, некаде треба да има ревија, дека има проблем често со кинотеката околу организација, дистрибуција, потреба на давање на материјали кои се наоѓаат во кинотеката. Зашто тука точно станува збор, дали овие проблеми и натаму постојат или се веќе надминати и расчистени? Јас мислам дека се надминати и расчистени дури овие беше проблеми. жестоко нападната кинотеката во тој миг, тогаш требаше да има презентација во Шангај на неговата. Мислам дека најверојатно тука станува збор за обично човечко недоразбирање или недостаток на комуникација овакво. Нема да не навлегуваме јас сум крив, кој е крив, ова, она, меѓутоа еве сега денојуве, значи денес утре треба да се испрати еден филм
Значи пред дождот треба да биде испратен на филмски фестивал во Тајпеј, така да во разговор со представникот на Милчо Манчевски во Македонија, во Скопје, мислам дека ги се разбравме како што треба. Значи веројатно било мислам дека недоразбирање било прашање. Па ја претпоставам Да. дека е недоразбирање, затоа што и ние ги чуваме филмовите во кинотеката, меѓутоа копии од истите филмови има и Милчо Манчевски. Во дополнителен разговор разбрав дека копиите Милчо Манчевски лично ги има депонирано во некој архив во Соединетите Американски држави, каде што он би сакал исто така да стојат и да бидат чувани, и за тоа не би сакал да ги користи тие материјали. Не се, меѓутоа од она што е најбитно е дека убаво е кога кинотеката ќе ги испрати тие материјали надвор од Македонија. Значи дека една институција застанува зад авторот и дека тоа се прави на еден институционален начин. Значи, ние сме институција, фестивалот, каде да е, дали е во Тајпеј, дали е во Берлин, дали е во Грција, значи, они се институција и убаво е сето тоа да иде по еден институционален пат.